Почитувани дами и господа, ова е Министерство за комедија. Единственото министерство кое секогаш ќе е на страна на граѓаните и кај што нема да ве убедвиме да гласате. И постои затоа што хуморот е институција. Не знам дали приметивте по муабетов дека Министерство за комедија е базирано во нашиот мил Исакан Охрид, па зато од овде и ќе почниме. 2017 почна, Охрид помина Нова година, Водици, денот на рибарите и традиционално се праеше чорба со морска риба. Да, типично охридски специјалитет. Тоа е, штедиме на солј, ме разбираш? Вака морскава риба веќе посолена си е рибата од мајка, а солјта што ќе остани, ќе си искористи зимава за патишта или тро за вочи да си ставиме. Пошто и вочи солј немаме. Показател за тоа е состојбата на Охридско езеро. Алармантна. Ако се продолжи вака, следната година на Охридски пливачки маратон, пливачиве ќе врват пешки. Да имаше парапетче поставено, немаше водата вака да избегат. Вака сега ќе се чудиме кај. Прво луѓе снема во Охрид, па статусот за град на УНЕСКО дојде во прашање, сега езерово. Мислам, тоа е таа апокалипса охридска. Мислам дека не постои таа странска служба што е способна да ни наштети поќе отколку што ние самите можеме да си наштетиме. Во 2017 за 3 недели потрошени 6,1 милиони евра за увоз на струја. Вау! Се имат, се трошит, ме разбираш? Од опозиција очекуваат увозот на струја да продолжи, што би довело до повисоки сметки во иднина. Гледам дека од опозиција се полни со енергија за одредени работи. Само да им се испразнат батериите наеднаш, шом евентуално ако некогаш седнат на полначов. Зошто истите капацитети ги чекат и нив, доколку евентуално некогаш, кога би пример велиме дошле на власт, што некако не се дешават колку веќе едно 10 години. ВМРО и ДПМН и ДУИ не успеа да влезат во коалиција, толку кафиња и чајо испијали Ахмети и кај ВМРО и кај СДС и на крај изјави ДУИ донесе конечна одлука, а тоа е да не носиме прерано одлука. Сега, колку што ви требеше вас време за да ја донесите оваа доста конкретна одлука, толку ќе ни требит нас за да ја сватиме одлукава што точно значи. Донесов одлука дека не треба да се носи одлука. Каква одлука? Тоа е став. Тоа е нешто што ни фалеше во државава години наназад. Заев изјави, очекувам Иванов мене да ми го додели мандатот, судејки според претходни постапки на председателот, не се знае што ќе бидит. На крајот, тој за доброто на државата може пак сите комплетно да си не помилуваат. И знајни, и незнајни, и криви, и должни. И би си рече човекот, чекајте бе, ова досега не се важеше. Одново ќе играме. Играва се викат, создај влада. Кој ќе направи прв, тој ќе си бидит премиер. Ако не ви се верви, еве, фамилиарна игра постои. Председателски избори. Што значи, секој прв што ќе му се паднит шеска во државава, може да си биди председател, премиер, што сака то. Еве, зато и јас сам си се прогласив за министер за комедија. Легитимно е. Ајде бе, може ли други? Јас не ќе можам. Се прашувам понекогаш, зошто гласаме? Не стварно, која е поентата? Еве, гласаш и да речиме, пример велиме, дека се е регуларно. Ги бројат гласоите, во ред се утврди кој е победник, прв, втор, трет, и после секој со секого може да направи коалиција. Не е важно дали си првиот, вториот, дали вчера си основал партија,
Муабетов е, вие гласајте, почитувани граѓани, а ние после внатрешно ќе си се договориме, како што ни одговарат, за ваше добро и за доброто на државата. Нормално. Ебе, гласавме. И откако гласавме, во државава започна нова серија. Игра на нерви. Само не знам кој е готвачот што ми ја сготви целава оваа манџа. За да направиш ваква состојба во државава, треба стварно добра рецепта. Мали рецепти на големите мајстори. Рецепт на денот е политичка криза ала Балкан. Се зема една мала, неразвиена држава. По можност, банана држава. Се остава буџетот убаво да замрзне. Во меѓувреме, на државата и се отстрануваат сите врски со реалноста. Внатрешноста на државата се сецка на парченца. Се остава во мрак, убаво да отстои. Откако ќе отстои, за да добие државата горчлив вкус на реалноста и се додаваат странски зачини. Колку повеќе, толку повкусно. Државата се става во експрес лонец, убаво да зоврие. И се остава да крчка се додека не се постигне голем притисок. Кога се убаво ќе се искрчка и кога добро ќе се измешаат состојките внатре во државата, специјалитетот политичка криза ала Балкан е готов. И се сервира додека е жежок, убаво гарниран во медиуми на здравје. Овој рецепт најдобро се конзумира во комбинација со розе, желба за подобро утре уште од 91 година. Мали рецепти на големите мајстори. 240.000 евра ќе се потрошат за една седница. За пратениците нема работа, но има кеш. Нека си капкат, ние зато гласаме, вас убода вие. Основна плата, почитувани дами и господа, на пратеник во собрание на Република Мајка Македонија е 1000 евра или 2 по 500 и то без дополнителни трошоци. Мислам дека само околу прашањата за плата пратениците секогаш во собрание ќе имат тотално мнозинство, без разлика на бои, лакови, сите се за одма, зашо тешко е на плата од 1000 евра да си воздржан. Покрај плата им следуваат трошоци за превоз. Кога ќе видиш какви ни се патиштата, логично е пратениците до Скопје да патуваат со хеликоптер. А то коштат, бате. Дневница за службено патување без ноќевање. Зошто бе? Не морат ноќевање, ако требит в кола ќе си преспиет. За Македонија. Ама кога ќе видиш со ова плата од 1000 евра ако немаш купено стан во Скопје, значи стварно си неспособен. Надомест за користење на автомобил во лична собственост за службени цели. Еве, Варбург, пошто само Варбург може да потроши толку бензин колку што земет за патни трошоци. И нормално, кој ќе го возиш за Македонија, го возиш, пошто ние за тие две работи се бориме, македонциве, цело време. Под еден за Македонија и под два за многу години. Надомест за одвоен живот од семејството до 30% од просечната нето месечна плата. Одвоен живот од семејството. Мислам дека 2/3 од македонскава популација живеат одвоен живот од семејството, пошто морат кнауф да местит братов во Германија за да се прехранат дома. Надомест за нив немат. Од пред некое време отворена телефонска линија Ало докторе, за тие што не се запознаени, постои телефонска линија Ало докторе, за кој ти е лошо, ти да си се јавиш и тие ќе ти дадат совет. Абе, кој ти е лошо, оиш на лекар или на брза помош. Не ти треби совет ако имаш пукнат менискус и температура. Не е ова тинејџерска депресија и сега немаш другарки за на кафе и чекај ке се јавам. Ало, мачно ми е, ми пукна менискусот, изгледа џоле, не ме сакат појке. Вака, шо? Ако имаш бронхопневмонија, ќе му звониш на докторов. Ало, докторе, ми свират градиве. Ало,
Мене ми 5 душава. Некој вака шом се јави одма. Душава бавча ми е. Од метеоролошки завод секој ден со информации. Ден е студено, утре нов снег. Јас не знам шо е на зимава, Шо се понашат бе вака? Природно? Насекаде мрзнат државните палми. Ти да си на минус 20, не ќе смрзниш? Логика малку. СВР Гостивар поднесе прекршочна пријава против директорот на Македонија Пат. Ајде, конечно, нешто се деси во државава. Ова веќе е конкретно. Некаков чекор. Додуша чекор на мраз, кој ќе се во прашање Македонија Пат. Можеш да се лизниш, ама пак е нешто. Инаку ова е новото лого на Македонија Пат. Представува пат под бела основа. Многу е арт така. Според директорот на Македонија Пат, пријавата немала правна основа за обвинение. Да, нема правна основа. Како можеш да обвиниш некој што е одговорен на фирма што не си ја завршила работата, за тоа дека фирмава не си ја завршила работата, мислам. Шо вие? Кај живееме во 21 век во Финска? Ало? Тој во своја одбрана вели прекршочната пријава не е поднесено зашто патиштата не се исчистени, а не се исчистени, туку затоа што работниците на делницата Гостивар не му го исчистиле патот до викендичката на инспекторот за комунално. Имаме муабет овде. Други граѓани пак велат многу слабо, не чистат, ниту фрлаат сол, ништо. Изгледа и овие биле тргнати на гости на викендица, како и сите ние што патуваме до Скопје вија Гостивар. Сите сме ние за на викендица кај инспекторот за комунална хигиена, пошто слава му е на комуналниот инспектор. Чист понеделник. И за крај, топ 10 најголеми изненадувања за Македонија Пат. Број 10, снег во јануари. Тоа е едно класично изненадување. Вау! Требит некој од нив дневник да водит за да памтат дека секој јануар имат снегови. Број 9 изненадување за Македонија Пат. Секоја година постојт годишно време зима. Вау! Дури иако годината е престапна. Пак имат зима кај нас? Абе да немој човек да одмори, Изненадување број 7. Имат земји кај што е лето во февруари. Австралија. Тоа е земја средена. Во Австралија да си вработен во Македонија Пат, а не овде во Македонија. Абе запад си е запад, тоа е. Додуша Австралија е трона исток и малце на југ, ама како и да е, тоа се веќе детали. Изненадување број 6. Камионите сами не чистат. Не, треби некој внатре да ги возит. А за да возат, за да запалит камиончево, треби нафта да се обезбедит претходно. Изненадување број 5. Некој може да ги тужи ако не исчистат. Да? Во Македонија? Не. Изненадување број 4 за Македонија Пат. Многу се популарни во зимскиот период, толку се популарни што и сами од себе се изненадени. Изненадување број 3. Под снегот може да имат пат. Мистерија, се намовнав. Леле, кај нас кој што не се чистит години патов, под снегот може да е и решението за спорот со името, пошто и тие преговори некако подзамрзнаја. Изненадување број 2. Самата дефиниција за пат е изненадување за Македонија Пат. Дека пат е површина по која што ти можеш брзо и лесно да стигнеш од точка А до точка Б. И едно од најголемите изненадувања за Македонија Пат е дека Македонија Пат е фирма во која работат луѓе одговорни за одржување на патиштата, а не е наслов на книга од научна фантастика, во која се само од себе се средвит.
Ова беше се за оваа епизода на Министерство за комедија. Почитувани дами и господа, се гледаме за една недела, нова недела, нови предизвици.